Почитувани, СДСМ и Златко Марин покажуваат огромна незаинтересираност за состојбите во општината. Како советничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата, тоа можевме да го забележиме и од посетите на населбите во општина Аеродром и разговорите со граѓаните. Се што вети Марин пред изборите се покажа како апсолутна лага. Граѓаните се разочарани, проблемите се зголемуваат и за жал нема кој да им помогне. Од остварените посети на Мичурин, Ново Лисиче, тоест улица Тодор Чангов и населба Лисиче, можевме да чуеме за огромниот број на проблеми. Но градоначалникот Златко Марин за жал избегнува да се соочи со овие проблеми на граѓаните. Тој не само што не се појавува пред граѓаните, туку истите теми ги избегнува и во самиот совет на општина. Од тука ние како советничка група сме принудени проблемите на граѓаните да ги адресираме вака јавно преку медиумите. Хигиената и одржувањето на зелениното во општината секаде е огромен проблем. Што прави општина Аеродром во таа насока? Јавноста гледа дека нула се инвестициите за подобрување на инфраструктурата и решавање на реалните проблеми на граѓаните. Каде се трошат народните пари, ако не на комунални и инфраструктурни проекти? Дали и како планира градоначалникот Марин да го реши проблемот со недостаток на паркинг места во Мичурин и Ново Лисиче? Дали планира изградба на сервисна улица паралелна со булевар Трета македонска бригада во делот на местноста Тавак Сити? Дали ќе го исполни ветувањето и ќе донесе дупови за населените места во Лисиче или ќе урбанизира само онаму каде што има интерес од изградба на згради? Дали и кога планира да го изгради училиштето Димитар Македонски во населба Лисиче? Дали планира реконструкција на амбулантата или изградба на нова амбуланта во населба Лисиче? Дали воопшто планира изградба на градинка во Мичурин и на улица Тодор Чангов ветена во програмата? Како советничка група редовно поставуваме прашања до градоначалникот, но за жал истиот не удостојува се одговори. А уште позагрижувачки е што на неколку поставени прашања до него добиваме одговор дека општината нема информации за реализирање на партиска изборна програма. Ако Марин има кратко памтење, граѓаните добро паметат што им ветуваше пред изборите. Марин може да се крие, ама не може да избега од јавноста. Граѓаните на дело ја гледаат неспособноста и неработењето на актуелната локална власт и не дозволуваат веќе со празни зборови и ветувања да бидат лажени од страна на Златко Марин. Благодарам.